Здраво, здраво, јас сум Томче и само што започнувам уште една авантура. Овој пат ве носам во Скопска Црна Гора. Моментално сум на меѓата помеѓу Кучевиште и Побоже и може да насетите каде идеме. Токму така, во село Побоже, на 588 метри надморска височина, има околу 600 жители и крие еден куп интересни работи. Што е тоа што може да го понуди село Побоже и побожјани, односно жителите на село Побоже, останува да видиме, а вие да ме пратите, бидејќи не идам сам, имам организирано превоз до тамо. Се гледаме во село Побоже на сред село. Колку ученици брои основното подрачно училиште Свети Кирил и Методи? Сега во моментот брои 36. Кога е основано, односно кога е формирано, кога е изградено училиштето? Па по старите што кажуваат од 24-та. 1924. 1924-та, да. До 1945-та, 1945-та, 46-та година имало име Свети Сава. Потоа било прекрстено како, па сега да го доби името Свети Кирил и Методи. Па мислам дека било Гоце Делчев, па Свети Кирил и Методи. Колку имало порано ученици? Па порано било над 70-80 ученици. Во моментот во училиштето, учениците што ја посетуваат наставата, посетуваат во колку оделенија и може и да ми кажеш дали знаеш колку ученици има по клас, по оделение? Па сега моментално во училиштето има 5 паралелки, кои од прво оделение се 8 дечиња, од второ оделение се 10, трето, четврто и пето останатите се. Одат само од прво до пето оделение децата во училиште? Да, од прво до пето оделение. А од пето до девето? Одат во Кучевиште, во основно училиште Кирил и Методи. Ова е подрачно училиште Кирил и Методи, а иначе одат во село Кучевиште. Која е селска слава на село Побоже и што е тоа, дали е една, дали се две и што е тоа што го слават селаните на село Побоже? Славата е една, Света Богородица мала на 21 септември. Дали има панаѓур кој што се случува на сред село како на други места или ке вас панаѓурот е во дворот, во манастирот, околу манастирот? Сега како да ти кажам панаѓур, носат од град играчки на деца продаваат во сред село. Тоа е. Панаѓур нема. Музика нешто, славење на сред село? Порано имаше, сега не. Кажете ми вообичаено за славата. Што е тоа што се подготвува, што е тоа што може да се начека или види на трпеза, начинот на кој што се спремате за да ги пречекате сите оние кои што ќе ви дојдат како добронамерни патници, луѓе кои што сакаат да прослават со вас, да ви испочитуваат за славата. Трпезата за славата е многу богата. Ако е мрсно, се купува место или се коле кој како има, ако е поснат, се знае со риба, со град, со сармата. Колку цркви и манастири има во атарот на село Побоже? Имаме еден манастир и две цркви. Оваа црква која што сега е црква за венчавање и за крштевки. А понадолу имаме црква, гробна црква која што се закупуваат и која што се вадат помени. Кога спомнавме веќе венчавки и крштевки, колку има венчавки и крштевки на годишно ниво во село Побоже? Порано имало повише, сега по 5-6 има. 5-6 крштевки, 5-6 свадби, венчавки има. Може да ми кажете која река поминува низ село Побоже? Низ село Побоже се вика Побушка река. Притока на Серава. Заборавивме да споменеме неколку интересни работи поврзани со црквата Света Петка, а тоа е од кога датира и какви живописни фрески има, од кој период и што е тоа што е интересно за историјата на црквата. Црквата датира од 12 век. А едниот дел, а другиот дел е доградуван 15 век, 16 и 17, после доградуван. Првиот дел е од 12 век. Заштитено е тоа под државата како што
Заштитена по државата пред 5 години. Порано не беше заштитена, сега заштитена. Има стари фрески, стари икони, што стварно кој да дојде има што да види. Од каде го има добиено името? И ми кажа дека не е по Божие, туку е по Бужие. Да, тие се старословенски, значи, изрази кажано, по Божие, значи по нов стил. Иначе ние все по старо како запишено, по Божие. А од каде го има добиено името? Тоа името историски не може конкретно да ви кажам од коде и како е. Значи, Никој тука не знае, нема. Тоа води порекло уште давно, уште првите векови, значи по христијанство, 12-13 век, името го добили тогаш и името и постојано така. Како се доаѓа до село Побожје? Ако сакам, еве, од центар на Скопје да дојдам до село Побожје. Ќе ви кажем, значи, од Скопје, ако сакате да дојдете во село наше, значи, има два пата. Нашиот пат Побушки што викаме, насеба Радишани, краток пат, побрзо се доаѓа тука. Патот е оспособен, асфалтиран и нема проблеми прескидување. Имаме друга варијанта сега. Преку Коцкава, преку Руднико Бањани, Кучевиште, али тој пат е малку позаобилазен и не, приступачно да. Кој сака да прошета малце да види и Кучевиште и се? Нема проблем. Ние сме гостопримни, отворени за сите. Каде е сместено селото Побожје? Во падините на кои планини? Кои се овие планини кои што ги гледаме? Како други села и наше село сместено на подножјето на Скопската гора. Кои се соседни села на село Побожје? Па првите села, значи соседно, најблиско е Кучевиште. Скоро Кучевиште најблиско, скоро сме соединети со нив, се куќи. Другото најблиско село е Љубанци. Третото е малку подалечено Брода, село Брода си, тоа е, значи. Колку жители брои село Побожје? По село моментално околу 500 жители, значи број наши моментално, значи. А колку домаќинства се тоа? Домаќинство околу 130 кои живеат постојано и плюс имаме и некои нови. Што за викенд доаѓаат? Не, има и некои што купиле тука, значи место, што се направиле доселуваат? куќеви и ние ги рачунаме како наши жители имаме. Кои се попознати фамилии кои што може да ги кажеме дека се интересни да се споменат во село Побожје? Да, треба. Значи село 12-13 век, значи према историски податоци како е населено, прв пат доште едно 7 големи фамилии. Тие се кметови, а се викале Башчичеви. Те сега како најголема фамилија, како јас што слушав по старите бројле околу 90-92 членови. Други поред, ние сме наша фамилија, јас сум Војчови. Имаме фамилија Пешови, овие Тренови, една Башчичеви. Се уште има обстојуваат тие потомци на тие фамилии, се уште обстојуваат Да, во рамките. обстојуваат, да, точно така. Пошто е препознатливо село Побожје? Во однос на други села кои не окружуваат поблиски подалеки и село наше има еден настан предпознатливо во однос на другите. Ние во однос на другите села ние правиме еден весели, стриквени карнивал во сред село нашево, како други на ден на Воскресение Христово, вториот ден, не првиот. Тука како што ги прават другите маскирани бали, вам исто ние тоа го правиме, маскирање доаѓа свештеник поп маскиран, благословува празникот. За сите оние кои што сега во моментот не гледаат, а не им е јасно, до 800 метри надморска висина вирее даб, габер и леска, јасен. Меѓутоа над 800 метри може да се сретне бука. Бука, бочно, значи бука. Тоа го имам научено, затоа да го пренесам за да го слушнат и гледачите на Сител телевизија, за да може да се информираме, зашто не е само да ги посетиме селата и да научиме нешто. Ке боде во Брода 100-900 веќе, едно 2 километра веќе идемо во друга атмосфера, во друга природа. Значи. На која надморска висина точно се наоѓаме сега во моментот? Да речеме село, стариот дел на село, ако споредиме со новиот дел, значи село има варијанси на надморска висина. Ние ќе дојде околу 650 на ова блиско. Ние тука сме на 650. Блиско
населени куќи. Како видиме сега кај манастир. А тие што се подале стари од 8 на Ето 230, 550, 550. да. Кои се тие што се земјоделски култури што се одгледувале во село Побожје порано? Кои се тие што се одгледуваат сега? Сите села и наше село било чисто ориентисано на земјоделски стотошко занимање. Земјоделски култури, значи основни култури, повеќе на ченки, реш, житарици и за потреби на куќи, град и работи седнаш. Што е тоа што од јадење е интересно во? Па интересно, пример, јадење, како старо јадење, пример, и за слави, мрсни слави, кога имало порано подготувале, зелка со месо. После со тек на време го заменуваат со сарма. Што е тоа што кога не е слава го подготувате, што ви е омилено, што ви е интересно како јадење? Е па исто, знаеш, ние зелка со месо. Да. Како го рековте пред малку? Ние го викаме расол месо по нашки. Да, ета, расол месо го викаме. Има ли совет сега за домаќинките што не гледаат во моментот, ако сакаат да направат расол месо, како се прави? Може ли накратко да ми објасни? Е, како се прави? Пример, мајка ми го правеше, сецкаше зелка и у една тепсија ќе ја измеша со црвен пипер и со свинска маст. Ќе се измеша зелката и пушено месо, тоа свинско, на страна се подкиснува во вода или од димот да излезе тоа. После земаме на тенџере порано, сега моите баби правили, нели, од тие земјани садови ги прави. Сега ние тенџери имаме. И зимаме у тенџерите, пример ставаме ред од зелката, ред пушено месо, ред од зелката, ред пушено месо. И ќе се ставиме и сега ставаме да крчка. Тоа нели од самото себе, од самата зелка има вода внатре. И сега ние свинска маст на страна ја подзагреваме, знаеш, така малку да биде позагреана и го попаруваме тоа. И оставаме да крчка. Па најмалку едно 5-6 сати треба да се направи.